единствениот начин на кој ќе излеземе од здравствената криза и ќе успееме да ставиме конечно крај на пандемијата со вирусот COVID-19 е вакцинацијата. После сите премрежја и човечки трагедии кои предизвика оваа невидлива и непредвидлива болест, после сите предизвици пред кои не исправи овој вирус COVID-19, а особено после сите светски позитивни искуства од масовната имунизација, граѓаните не треба да имаат никакви дилеми околу тоа дали треба или не треба да се вакцинираат. Вакцинираните граѓани имаат помала можност да се инфицираат со COVID-19, но доколку се заразат, клиничката слика е полесна и секогаш имаме полесно и побрзо оздравување. Значи, вакцините спасуваат животи. Имајќи го предвид сето ова, со задоволство можам да истакнам дека регионалниот вакцинален пункт во спортската сала при Средното стручно училиште Ѓорѓе Петров во Прилеп е целосно подготвен за масовна имунизација на населението против COVID-19, која ќе стартува во вторник на 25 мај и ќе се одвива секој ден освен недела од 8 до 20 часот. Општина Прилеп во соработка со Прилепската болница, Средното училиште Ѓорѓе Петров и Црвениот крст, како и со општествено одговорните компании од градот, Конфиангел, Витаминка, Гентерм, Прилепска пивара, Мермерен комбинат, Крин КГ, Фимар Балкан и Кули го изврши уредувањето на регионалниот вакцинален пункт. Нашите очекувања се дека на дневно ниво ќе се вакцинираат околу 1000 граѓани. Во таа насока, денеска бевме сведоци и на симулација на процесот на вакцинација во спортската сала, која се спроведе со цел финална подготовка на стручните медицински тимови и другите помошни служби. Вакцинирањето ќе се одвива според строго дефиниран протокол и редослед на движење, односно прием и евиденција на граѓаните, па потоа индивидуален преглед и вакцинација, па издавање на потврда со термин за ревакцинација. За организацијата на процесот и одржувањето на редот пред и по вакцинирањето, покрај полицијата ќе учествуваат и волонтери од спасителната служба Златоврв. Почитувани сограѓани, масовната имунизација на населението значи враќање во нормалните текови на живење. Вакцинацијата е за наше добро, за доброто на нашите најблиски. Тоа е единствениот начин да изградиме колективен имунитет и да спречиме нов налет на невидливиот непријател. Во оваа прилика упатувам уште еден апел до граѓаните на општина Прилеп да се пријавуваат за вакцинација, особено се обраќам на оние граѓани кои спаѓаат во ризичните категории. Апелирам и до младите да им помагаат на повозрастните за апликација за регистрација на масовната вакцинација. Да им објаснуваат и да ми ја кажат важноста од вакцинацијата на своите повозрастни родители, баби и дедовци. Но сепак и покрај вакцинирањето да продолжиме да ги почитуваме мерките на заштита. На крајот, дозволете ми да потенцирам. Не постојат добри и лоши вакцини. Секоја вакцина е безбедна и уште еднаш ќе повторам. Спасува живот. Кадарот кој што ќе работи на овој пункт е од докторите, медицинските сестри и за среќа ги имаме студентите од медицинскиот факултет во Штип. Функционираат 15 пунктови. Планирано е да се имунизираат 1000 граѓани во текот на денот и еве повторно апел секој граѓанин да се пријави на сајтот vakcinacija.mk. Пунктот е подготвен од секој аспект. Очекувам дека ќе има зголемен интерес од страна на граѓаните и покрај тоа што беше имунизација во соседните градови Битола и Кавадарци. Оние граѓани кои што се вакцинираа досега во пунктот кој што го имавме во здравствениот дом, беа вакцинирани со вакцините на AstraZeneca, на Pfizer и на Sinopharm
и нивниот број беше 2000 граѓани. Заврши фазата на втора доза имунизација на тие граѓани. Во тек имаме имунизација на прва доза граѓани со AstraZeneca.